Вести на Канал 8, добро вечер. Започна да функционира пробниот двомесечен период за јавен градски превоз во Кочани. Автобусите ќе се обраќаат 4 пати дневно на релација што опфаќа 20 станици во градот и населбата Оризари. Автобусите на превозникот Автоатом го започнаа најавениот проект на општината за организиран јавен градски превоз. 4 пати во различни термини во текот на денот, почнувајќи од 8, а завршувајќи во 16 часот, ќе се одржува линијата чија почетна точка е во населбата Оризари, а потоа ќе се движи низ градското подрачје на Кочани, заедно со зоната лесна индустрија. Јавниот превоз се најавуваше уште пред половина година, а околу 1 месец траеле интензивните подготовки што ги презеде општината за успешен старт на проектот. Меѓу првите патници из утрината беше и градоначалникот Ратко Димитровски, според кого потребата од јавен превоз постоела подолго време, а со сериозни подготовки сега се реализирала. Ние направивме напори заедно со превозникот со Автоатом, нашиот Автоатом, заедно со полициската станица и општината, направивме подготовки на сите места да се растовари сообраќајот, да се постават автобуските постојки, да се финализира возниот ред и покрај некои поединечни негодувања од страна на граѓаните за поставување на овие автобуски постојки, сепак тоа е направено, тоа е завршено. Не конечно можеме со искуство, со следење на овие работи да ги променуваме, да ги менуваме и возниот ред, да ги менуваме и автобуските постојки. На првото возење Димитровски беше придружуван од председателот на Советот Иван Иванов, кој рече дека очекува граѓаните да ја прифатат можноста што им се нуди, пред се заради пристапната цена за превоз. Цената, како што кажавме, е доста популарна, 10 денари, од кои 10 денари субвенционира и општината, така да би искористил оваа прилика да ги поканам сите граѓани да го почувствуваат благодетот на градскиот превоз. На поголем број од автобуските постојки за почеток ќе има полициска контрола, за да ги информира возачите да не ги паркираат своите возила и да овозможат полесен пристап на автобусите. Би апелирал од страна на полициското одделение, значи за безбедност во патниот сообраќај, се апелира до сите возачи, особено во централното градско подрачје во Кочани, да внимаваат на поставените знаци за обележени автобуски постојки и во овие периоди, значи на тие места да нема паркирани возила, затоа што доколку тие ги паркираат своите возила, го пореметуваат односно го попречуваат сообраќајот и со самото тоа го отежнуваат симнувањето на патниците, затоа што тие во тој случај ќе мора да симнуваат на коловозот на самата улица и со тоа се загрозува нивната безбедност. Автобуската линија на јавниот градски превоз е во должина од над 15 километри и ќе поврзува поголем број улици во Оризари и Кочани, а на секоја постојка има сообраќаен знак со возен ред на тргнување на автобусите. Единствено во четврток, кога во Кочани е пазарен ден, линијата ќе биде скратена, односно наместо до населбата Бавчалук ќе оди до градскиот плоштад, а останатите релации ќе бидат според вообичаениот редослед. Председателот на СДСМ Зоран Заев викендот престојуваше во Кочани. Имаше повеќе средби со граѓаните во градот и населените места во општината, а одржа и трибина на која ги представи дел од мерките на новата програма на партијата. Представувањето на мерките од новата програма беше главната причина што председателот на СДСМ Зоран Заев за релативно краток период дојде повторно во Кочани. Како што рече, негова и намера на раководството на партијата е што поблиску до граѓаните да се представат можностите што се нудат како решение за излез од сегашната катастрофално лоша економска, политичка, меѓуетничка и меѓународна состојба во која се наоѓа државата. Главен акцент бил ставен во реафирмирањето на економските активности, кои имале носечко место во програмата, како и на одредени капитални инвестиции, кои посебно се однесуваат на источниот регион. Една од најголемите капитални инвестиции кои што ќе се случат во периодот кога СДСМ ќе дојде на власт, а тоа е изградбата на автопатот од Штип до Кочани, секако и продолжување со трета лента кон Делчево и граничниот премин со Делчево, но секако ќе го отвориме мерките за вработување на младите луѓе. Кочани ни е еден од градовите каде што имаме за жал најголема миграција на млади луѓе, кои што не само што го напуштат Кочани, туку ја напуштат и нашата земја.
Заев истакна дека во новата програма на СДСМ има мерки и за подобра заштита на социјално загрозените, за навремено исплаќање на пензиите, но и за подобрување на стандардот на земјоделците. Како достоинствено производителите на ориз ќе може да го заработуваат од оризот и при тоа достоинствено да го живеат својот живот од тоа што го работат. Секако овде ќе ги афирмираме можеби за прв пат и складишните белешки како финансиски инструменти кои што ќе може да дадат силен придонес за постигање на повисока цена на оризопроизводителите, како и достоинствен пласман за она што се вика земјоделско производство за сите. Во рамки на престојот во регионот, Заев ги посети и населените места Оризари и Долни Подлог, каде во непосреден контакт со граѓаните ги слушна нивните проблеми и ги образложи мерките за решавање што СДСМ ги нуди со својата програма. Исто така, тој се сретна и со стечајните работници од Кочани, при што вети дека СДСМ во текот на првите 100 дена откако ќе дојде на власт, ќе донесе закон за решавање на нивниот статус. Во Центарот за култура Бели Мугли, Зоран Заев одржа јавна трибина, на која говореше за повеќе нови мерки што ги нуди неговата партија со изготвената програма, посебно нагласувајќи ја мерката 320 бизнис идеи, со која е предвидена неповратна помош од 10.000 евра за започнување бизнис, со што ќе се привлекуваат најмалку околу 5.000 млади годишно. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани упати писмена реакција во врска со неодамна одржаната пресконференција на општинската организација на СДСМ. Забелешките во реакцијата се однесуваат на случајот со незаконскиот одстрел на дивеч во ловиштето Пашаджиково. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН како неконструктивно и неискрено го оценува обраќањето на раководството на Кочанскиот огранок на СДСМ на пресконференцијата што ја одржа во петокот. Причина за тоа било што, иако новото раководство на социјалдемократите се одлучило да води позитивна кампања, нивните тврдења биле поинакви поради тоа што без никаков основ го повикале Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН да се огради од немилиот настан што се случил во ловиштето Пашаджиково. Според наводите во писмената реакција, ловиштето не е собственост на партиите, па немало потреба да се политизира делувањето на надлежните органи во држава. Случајот кој го споменуваат во својот прес е резултат на оперативна акција и соработка на надлежните државни органи. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани ги поздравува ваквите акции и ги повикува надлежните органи да го доведат случајот до соодветна правна завршница и да не потпаѓаат под притисоци или апели за дискриминација од било каков вид. Според раководството на Кочанското ВМРО ДПМН, намерата за политизирање на делувањето на државните органи и дискриминацијата на граѓаните по партиска основа ни оддалеку не представувале позитивна кампања. СДСМ единствено е загрижена за својот рейтинг и тоа е една од основните разлики помеѓу општинската организација на СДСМ и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. За ВМРО ДПМН многу поважно е да се води решителна битка против секого кој ќе се осмели да работи спротивно на правните прописи во државата. На крајот од писмената реакција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се вели дека, штитејќи го својот рейтинг, СДСМ додека била на власт не спровела ниту една ваква акција, а денес непочитувањето на законот се казнувал. Во годината на рекорден број новозаболени, нема регистрирани случаи на ХИВ и СИДА во регионот на Кочани. Почна неделата за борба против чумата на претходниот и тековниот век. Насекаде во светот неделата од 1 до 7 декември се одбележува како недела на борба против ХИВ и СИДА. Годинава Македонија заокружува со рекорден број на нови случаи. За среќа нема регистрирани носители на вирусот или заболени од регионот на Кочани. Состојбата со СИДА во Република Македонија моментално изнесува 194 заболени. Ова се мисли на откривањето на првите ХИВ позитивни случаи 87 година во Република Македонија, потоа 89 првиот болен од СИДА, па навака, а во моментот во државата имаме 123 ХИВ позитивни и болни од СИДА, од кои 72 се болни од СИДА и 51 ХИВ позитивен. За жал,
за разлика од поранешните години, кога имавме 5-6 случаи, максимум 7-8 во текот на една година ново регистрирани. Последните 2 години, значи 2012-та имавме 24 ново регистрирани, а оваа 2013-та, која уште не е ни завршена, имаме регистрирано 25 ново откриени случаи на ниво на Република. Половата структура на заболени натежнува кон посилниот пол. 23 од инфицираните или заболените се мажи, а 2 жени. Најголем дел од нив се од Скопје, 18, и во 7 останати градови во Републиката имаме по еден ХИВ позитивен или заболен од СИДА. Понатаму, според начинот на кој се пренесува болеста, имаме 14 МСМ или по хомосексуален пат, 10 по хетеросексуален пат и едно лице со пренос од мајка на дете. За жал, освен ова мало дете, што не би коментирала, значи најголем дел, околу 20-тина, се во најпродуктивната и репродуктивната возраст, значи од 20 до 39 години. Што се однесува до Кочани и во регионот што го покрива нашиот Центар за јавно здравје, немаме регистрирано случај на ХИВ позитивитет или болен од СИДА. Во Центарот за јавно здравје потсетуваат дека граѓаните можат да извршат доверливо тестирање или советување во нивното советувалиште. Значи можат слободно, ако сметаат дека имале некое ризично однесување, по тоа подразбираме незаштитен секс, понатаму користење на интравенско користење на дрога или некои други деликатни ситуации, значи можат слободно да дојдат и бесплатно кај нас да направат советување и тестирање. За жал ХИВ позитивните лица се уште се соочуваат со дискриминација, заради што се јавуваат иницијативи за намалување на предрасудите. Во Основното училиште Малина Попиванова во тек се градежни работи за нова училница наменета за учениците со посебни образовни потреби. Трошоците за изградбата ги покрива неодамна формираниот Ротари клуб Кочани, а се очекува училницата да биде готова до крајот на овој месец. 17 ученици со посебни образовни потреби кои посетуваат настава во Основното училиште Малина Попиванова наскоро ќе добијат комплетно нова училница. Во холот на училишната зграда се адаптира простор што тие ќе го користат со почетокот на второто полугодие. Потребата од соодветен простор за овие ученици постои со години, но досега не беше направен никаков обид да се реши. Пред 2 недели, на барање од училиштето, разбирање за состојбата покажале членовите на неодамна формираниот Ротари клуб Кочани, кои ја обезбедија комплетната финансиска поддршка за изградба и уредување на училницата. Им ги презентиравме условите во кои работат учениците со посебни образовни потреби. Тие веднаш ја прифатија идејата, овој период го искористија за проектирање на овој простор, како што гледате, училница ќе биде наменета за тие деца. Во сабота да почнаа градежните активности. Планот на Ротари клубот е да до 25 да биде веќе завршено предавањето со одредена свеченост на која се надевам дека вашата телевизиска која ќе биде присутна, да на учениците да им се предаде училницата. Училиштето Малина Попиванова располага со потребната опрема за одржување на настава за учениците со посебни образовни потреби, но поради ограничениот простор не беше во можност да се користи. Со новата училница состојбата позитивно ќе се промени, а сета опрема ќе биде ставена во функција. Ќе содржи околу 20 клупи единични. Учениците со посебни образовни потреби, стандардите за нив се да работат на единични клупи. Од техника со фирмите исто во Кочани сме во контакт да има LCD проектор, да LCD телевизор и самите наставници, дефектолози кои работат со тие ученици, нивните идеи да ги преточиме во самата училница, во делот на украсувањето и пријатната атмосфера во која тие треба да учат и да работат. Новата училница ќе обезбедува повеќе природна дневна светлина, за разлика од досегашната, а ќе се обезбеди и полесен пристап за лицата со отежното движење. Според проценките, трошоците за изградба и опремување на училницата ќе изнесуваат околу 200.000 денари, а ќе ги покрие Кочанскиот Ротари клуб, за кој од формирањето досега ова е втора донација. Претходно беше дониран ЕКГ апарат за потребите на Кочанската општа болница.
Почна наградната игра Фискална во рака, награда без мака. Во сите трговски дуќани низ Кочани, граѓаните инсистираат на добивање фискална сметка. Сите фискални сметки издадени на граѓаните од 15 ноември до крајот на 2014 година ќе учествуваат во наградната игра Фискална во рака, награда без мака, што организираат Министерството за финансии и Државната лотарија на Македонија. За да им излезе пресрет на граѓаните, Министерството решило во лотаријата да учествуваат и фискалните сметки издадени по 15 ноември, кога беше објавена наградната игра. Во маркетите и дуќаните, кочанци инсистираат од касиерите и продавачите да им ја издадат фискалната сметка. Наградниот фонд е збогатен, така што до крајот на 2014 ќе бидат доделени 3 стана и исто толку дуќани сите во Скопје, 9 автомобили, како и ваучери во вредност од 3.000 до 60.000 денари. Ваучерите се поделени во 6 категории, и тоа аудио и видео опрема, бела техника и мали кујнски апарати, мобилни телефони, фотоапарати и опрема, компјутери и компјутерска опрема. Се очекува вкупниот фонд на награди да се движи околу 400.000 евра. Според Министерството за финансии, со учеството во наградната игра секој граѓанин ги поддржува домашната економија и процесот на фискализација и легална конкуренција меѓу фирмите, изградбата на објекти од јавен интерес кои се финансираат преку прибраните даноци, а и граѓаните ќе имаат корист зашто ќе има богат фонд на награди. Футсал ревија на Фудбалската федерација на Македонија во новата спортска сала. Најдобрите футсал играчи на Македонија, поделени во А селекција, предводена од селекторот Васко Скендеровски, и Б селекција, која ја водеше Владко Манев, одиграа пријателски надпревар во Кочани. Кочанската публика имаше ретка можност да го види најдоброто од футсалот во Македонија. Во спортската сала во основното училиште Никола Карев се сретнаа македонската А и Б репрезентација. По логика победи посилната екипа со 6:4. Деби во националниот жолдрез во Б селекцијата имаше Владко Деспотов од клубот за мал фудбал Кочани. По завршувањето на тој надпревар, домашниот Кочани одигра пријателска средба со праволигашот Велес. Подобри беа гостите и забележаа победа од 7:5. Намерата на Фудбалската федерација на Македонија со оваа ревија футсал беше да се промовира овој спорт во Кочани, кој полека добива на популарност со формирањето на екипа, што се надпреварува во втората футсал лига. Потврда на ваквото тврдење даде и публиката која гладна за добар фудбал ја исполни салата. Кочани е есенски шампион во женската фудбалска лига. Екипата ја оправда фаворитската улога, а за резултатите фудбалерките добија цвет од клубската управа. ЖФК Кочани е есенски шампион во женската фудбалска лига. Титулата ја завери со победа на Дас Юнајтед од Струга со високи 8:0. 3 гола постигна Салихи во 30-та, 47-та и 50-та минута, по 2 Милеска во 4-та и 57-та и Спировска во 8-та и 63-та минута и 1 Кокаловска во 40-та. Резултати од последното есенско коло. Победа Куманово, победа Прилеп 0:7, Речица Единство 0:3 и Тиверија и Статов Билјанин Извори 15:0. Идина С одигра тежок надпревар во Велес, совладувајќи го Борец со тесни 3:2. Челниците на Кочани организираа свеченост на која ги почестија своите фудбалерки за добрата игра и резултатите во првата полусезона, со цвет за секоја фудбалерка и славеничка торта. По завршувањето на есенскиот дел од надпреварачката 2013-2014 година, сега ни следи период на краток одмор, во кој што девојчињата најпрви нувува ќе се одморат, ќе се рехабилитираат од зададените повреди и во средината на јануари месец се надеваме дека ќе го направиме првиот собир и првите подготовки. Значи во зимскиот периоден рок се планира да женскиот фудбалски клуб Кочани да биде појачен и заседен уште со 3 до 4 нови фудбалски имиња кои што се квалитетни, со што екипата на ЖФК Кочани би добила во квалитет. И од пролетниот дел исто така очекуваме дека ќе го задржиме првото место и ќе бидеме шампиони за 2013-2014. ЖФК Кочани имаше импресивен од, освен поразот во Оризари, сите надпревари ги добиваше со надмокности победи изразени со голема гол разлика. 88 постигнати и само 6 примени погодоци. Тоа е причината поради која ќе презими на врвот пред Тиверија и Статов со 30 бода, колку што има иднина С на третата позиција.
Ланскиот шампион Билјанини Извори доживеа фијаско и е последен без бодови, со ниту еден постигнат и дури 91 примени гола. Баскет Дино ја осигура есенската титула во третата кошаркарска лига. Се одиграа и надпревари во младинските лиги. Баскет Дино со 3 победи и 1 пораз викендов. Во третата македонска кошаркарска лига Марфил Спорт Прилеп Баскет Дино 71 спрема 84. Без пораз на едно коло до крајот на полусезоната, тимот на Сашко Лазаров ја обезбеди титулата, а есенски шампион. Најефикасен кошаркар кај Баскет Дино досега е Петар Георгиев со 25 кошеви, 10 скока и 5 асистенции. Искусниот Иле Евтимов е втор стрелец со 21 поен, а Нисов трет со 16. Во М14 на домашен терен Баскет Дино забележа победа над Лирија од 75 спрема 70, додека тимот во М16 претрпе тежок пораз од фаворитот, досега непоразениот Фени Индустри Кавадарци со 56 спрема 91. Ова беа вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.